Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешната емисија. Моето име е Деспина Ковачева и денеска ќе дискутираме за една многу интересна тема. Една од моите поомилени е зошто стомачните се прават во кујна, а не во теретана. Значи, кога дискутираме за оваа тема, многу е битно да нагласам дека не треба да правите вие стомачни вежби во кујна. Односно, кажувам дека треба стомачните да ги направите со храната. Тоа е многу интересен факт, затоа што многу луѓе сметаат дека ако седнат доле на земја и ако почнат да прават стомачни, тие автоматски ќе ни се појават на нас тука после 2-3 тренинзи, ама за жал не е тоа не функционира така. Ајде да објасниме зошто. Значи, многу пати сме слушале дека 70% е исхрана, 30% е тренинг, и знаеме дека е така, и знаеме дека треба да внимаваме на храната, но зошто секогаш се потенцираат стомачните само, а не, например, нозете, рацете или ете вратот? Интересното е што од нашиот организам најбрзо ги остава мастите на места каде што му се најблиску. Односно, бидејќи храната ние ја внесуваме во стомакот, таму е најлесно на организамот да ја стационира. Значи, стомакот, околниот дел, половината и слично се делови на телото кои што се најлесни за оставање на масно ткиво. Исто така, тука многу голема улога игра и инсулинот во нашето тело, односно, кога ние внесуваме шеќери, инсулинот ги препознава како масти. Ова најчесто се однесува на ние преработени шеќери кои што ги внесуваме, а не сме свесни дека негативно влијаат на нашето здравје. Инсулинот ги препознава како масти, ги сместува како масно ткиво и ние уствари така најлесно се дебелееме. Ние најчесто се поврзуваме масти со масна храна. Значи, не мора да значи дека ние немаме стомачни затоа што сме изеле пржени компири или затоа што сме изеле нешто со зејтин. Најчесто шеќерите се виновници поради тоа што ние имаме масно ткиво на нашето тело. Исто така, еве и уште еден интересен факт е дека има храна која што не дебеле и има храна која што не слабее. Но исто така и ово верувам дека сте го слушнале повеќе пати, но ајде да ги распределиме. Онаа храна која што не дебеле, освен мрсната храна, висококалоричната и слично, е онаа храна со голем процент на шеќери. Најстрашни се оние преработени шеќери или оние скриени шеќери во здрава храна која што ги наоѓаме најчесто. Тоа е некои овесни снеголки со 1 тон чоколада и засладувач, конзервирана храна, храна која што се става во микровална и за 2 минути добивате оброк, готови пити само за да се испечат со тон калории во нив, компирчиња подзапржени па ние само да ги допржиме, хамбургери, пици и слично, знаеме како тоа функционира. Тоа е храна која што прво му тежи на стомакот, а друго треба многу време да се свари и уште пострашно е кога ние ќе легнеме да спиеме во стомак со таа храна, стомакот не функционира, мускулите не работат кога ние спиеме и целата таа вишок енергија всушност која ние треба да добиеме од таа храна се лепи на нашиот стомак најпрво, па потоа низ останатите делови на телото. Следно, имаме храна која што не слабее, односно телото ја препознава како термичка храна, која што му помага на организмот да вари полесно. Тоа се оние влакна кои што се наоѓаат во овошје, во зеленчук, оние овеси кои што ги јадеме најчесто, зошто цело време ние иницираме да се каснуваат овошје, зеленчук, овес, интегрални производи и слично. И најбитно од се, секако не можеме да го избегнеме, е влијанието на тренингот. Но кога ќе кажеме тренинг, не се мисли повторување и репетиција на истите вежби, истиот термин, истиот начин на правење на вежби, туку тие треба да се менуваат постојано. Ако денеска сме правеле на почеток стомачни на тренинг, денеска ќе ги направиме на средина, утре на крај, па после тоа ќе траат 15 минути, па ќе траат 10, па ќе бидат поинтензивни, па полабави, со тек, со топка, секогаш одлична идеја. Затоа соодветната комбинација на добра храна, секако што помалце шеќери што е можна, како и тренинг кој што постојано ќе се ротира и ќе се менува, е идеална комбинација како вие да стигнете до стомачни најбрзо и секако бидејќи се доближува лето, тоа ни е на нас во најголем интерес. Пријатели, се надевам дека ви помогнавме. Благодарам што не следевте денеска и се гледаме во некој од наредните епизоди. Чао, чао!